Доктор Бекјаровски, добар ден. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Вие сте си истакнат човек во својата професија, меѓутоа во последниот период станавте поактуелен, да речем, преку вашата битка, не само ваша, туку и на вашите колеги професионалци на клиниката за токсикологија. Таму се случија многу, пајде да употребим еден еуфемизам, неубави работи од аспект на меритократија и она што значи борба за професионализам. Што се случува на таа клиника во моментов всушност? Видете, кога би било само на таа клиника, тогаш се уште би имале добар здравствен систем. Работата е што секаде се случуваат слични работи, меѓутоа кај нас едноставно веќе претече лончето. Народски кажано, веќе и најмалите мерки за квалитет, минимумот за квалитет, за жал, тука ми сносиме и ние кривица со оглед дека сите овие години некако работиве се ставаа под тепих. Сега веќе дојдовме во ситуација кога веќе понатаму вака не може, едноставно основните функции за пружање на здравствена заштита на пациентиве веќе се доведени во прашање. Со други зборови, во моментов токсиколошката лабораторија, која што е единствена во државата, работи диво, односно работи без валидација на резултати. Тоа што беше скандалозно и што можеби луѓето не може ни да разберат како е можно да се случи е што, како што кажавте, луѓе кои што се невработени даваат медицински услуги, односно кои што се незаконски на некој начин таму присутни. Колку ова влијае на самиот квалитет на услугите кои што граѓаните ги добиваат? Апсолутно влијае првен на услугите на граѓаните што ги добиваат, затоа што при секое подпишување на договор за било каков тип на работа, дали е договор за дело, дали е неопределено или неопределено, вие со вашиот подпис сносите одговорни за прикривање на тајност. Ние работиме на вистина со една специфична група на луѓе кои што дошле кај нас поради одредени проблеми, поради кои што ги натерало актот на посегнување по својот живот да го направат. Така што овие лица први не се обрзани никако да ги прикриваат идентитетот на тие лица. Што ќе се случи ако утре било кој од тие лица биде објавено во јавноста, кој ќе сноси одговорност. Второ, околу пружање на медицинската заштита. Ако направат грешка, не постои никаков начин на кој што може да бидат санкционирани, затоа што тие не се вработени. Тоа е едноставно како било кој по моментов да реши од улица да влезе и ја од денес овде работа. Трето, веројатно влијае и на самата атмосфера во самата клиника. Колку тоа вам, како професионалци, луѓе кои што сте таму, ви пречи? Апсолутно дека пречи, за жал се создаде една многу лоша клима, инаку ние важевме за една од клиниките каде што на вистина имало со оглед дека е мала клиника, сите добро се познаваме, ние сите меѓу себе се викаме меѓу себе и по име. Ја нема таа хиерархија што има на други клиники со оглед дека се работи за мала установа. Меѓутоа сега толку се нарушени односите што едноставно веќе основното функционирање е доведено во прашање. Но не беа проблем само овие незаконски вработувања, туку се случи една несреќа, еден инцидент со поплава, па имаше тука дилеми, до ден денес не знаеме кој е одговорен за тоа, дали е осигурена клиниката, дали не е осигурена, кој ќе поднесе одговорност, но како што гледаме денес има информации дека медицинскиот директор е разрешен наместо организацијската директорка која што беше и посочена како некој кој што треба да се преземе одговорност. Така, точен е податокот дека денеска е стигнато писмо со кое што се разрешува медицинскиот директор, што во моментов е малку најблагоречено смешно. Ако веќе требаше да се сноси одговорност, требаше подеднаква одговорност да сносат и двајцата. Друго е прашањето дали во овој период е тоа законско, ние сме лекари, тука не навлегуваме. Да, се уште изборите не се формално завршени. Формално не се завршени. Меѓутоа неминовен факт е дека проблемите генерално настанаа од назначувањето на економската директорка наваму, која што за цел овој период не успеа со ниту еден член од стручниот колегиум да оствари било каква комуникација. Значи, може со некого да биде во непрофесионални односи, макар што тоа на работа не би требало да биде дозволено,
Меѓутоа, ако некој не може со никого да воспостави комуникација, првен треба да се погледне во огледало. Да, таа политичка заштита очигледно ја ужива. Тука и министерот имаше неколку пати изјави кои што одеа на линија на таква политичка заштита, но еве, изборите ќе поминат, веројатно и министерот ќе се смени, веројатно и директорката, зашто кај нас партиски се поставуваат, партиски се разрешуваат, но тоа нема, нема да го реши суштинскиот проблем, а тоа е на како функционира, вие самиот на почеток рековте, не е само токсикологија проблем. Каде всушност вие го гледате коренот или сршта на проблемот во македонското здравство? Сршта на проблемот во македонското здравство е во политизација комплетна на здравството. И за жал тоа не се случува ни од вчера, ни од завчера, посебно изразено од 2006 наваму, макар што мора да признаеме дека и пред тоа имаше примеси. Еве, јас сум работен на клиниката 1990 година и верувајте дека тоа беше последен регуларен конкурс каде што едноставно се идеше преку завод за вработување без никакви притисоци. 34 години веќе сите конкурси се полунаместени или наместени за жал. За жал. Начинот на избор на персоналот, не зборувам тука само за лекарите, макар што тоа е најклучно, меѓутоа вие џабек имате квалитетни доктори, ако сестрите се неквалитетни. Џабек имате квалитетни доктори и сестри, ако имате болничари кои што се со тотално несоодветно образование. Во овој период сега се пробува да се прими болничар кој што е помошник лимар. И сега замислете каква услуга ќе дава тој на пациентите. Зошто? Знаеме што значи болничар, кои се неговите описи попис на работни задачи, да. До таму е стигната работава што веќе и основни квалификации, барем да постојат на хартија, па и тие веќе не се почитуваат. Како изгледа тоа во практика? Колку овие луѓе кои што се без професионални квалификации, кога ќе дојде пациент, дали се нафаќаат да вршат услуги или пак на крај има докторе Нико, дојдете да помагате? Видете вака, дел од нив се трудолюбиви и сакаат да ја научат работата, меѓутоа кај нас е специфично, кај нас треба од првиот ден да знаеш да ја работиш работата. Не се учи вод. Затоа што првиот ден доаѓа жив пациент, доаѓа пациент кој што бара помош. Треба да бидеш спремен за да почнеш да ја работиш работава. Не случајно, кога имаше добар образовен систем, сестриве доаѓаа на пракса во втора, во трета, во четврта година и тие кога ќе излезеа веќе и кога ќе го положеа државниот испит, тие беа спремни во истиот момент да се вклучат во здравствениот систем. Последниве години нас ни доаѓаат сестри кои што завршиле комплетно со 5.00, отворени се 1001 школа во секој, во Скопје мислам дека 7-8 места има каде што има медицински паралелки кои што немаат никаква пракса и тие кои ќе дојдат, допрво почнуваат да работат, прв пат се гледаат пациент, прв пат се соочуваат со игла, со шприци, така натаму. Истото и со докторите. Истото и со докторите, да. За жал. Зашто има и факултети отворено. За жал и тука е паднат драстично критериумот, мора да признаеме. Вчера излезе дека УКИМ е на 1990 место, така. Од една страна добро што имаме и меѓу први 2000, за тоа што во светов има некаде околу 25.000 универзитети, така што сепак сме во тие првите 7 до 8% е тоа реално. Меѓутоа, кога ќе замислиме каде беше конкретно здравството кога се распадна претходната држава, Југославија имаше еден од 5 најдобри здравствени системи во светот. И во тој здравствен систем, кој што беше меѓу 5 најдобри во светот, медицинскиот факултет во Скопје беше веднаш на 4-то место позади медицинските факултети во Белград, Загреб и Љубљана. Сега гледаме дека од таа бившата држава сите оние помали факултети кои што беа сега се пред нас за жал. Да, го споменавте образованието, ја споменавте и партизацијата, политизацијата на здравството. Еве сега ќе имаме нова политичка елита, гледаме дека многу со смената на политичките елити не се менуваат системските проблеми кои што ги имаме. Кои се вашите пораки како долгогодишен професионалец за оние кои што ќе го добијат секторот здравство и ќе имаат политичка моќ тука да?
први и основни работи е решавање на терцијарно ниво на заштита и примарно ниво на заштита. За жал во моментов секундарно скоро и да не постои во државава. Главен проблем во терцијарно ниво е спојување на клиничкиот центар во едно. Значи се покажа и докажа дека овој систем кој што исклучиво постои само во Македонија и никаде на друго место во светот, клинички центар во кој што постојат 33 посебни единици, се покажат тотално нефункционални. Да, ма тоа се 33 директори. Ака тоа се 33 места во Ковачот. 66, затоа што има по два. Така. И тоа се 165 членови на управни одбори. Наместо да има 5 членови на управен одбор и 2. Да, значи на партиите им одговара, Ковачот е поголем за И тоа ќе кажем, ајде сепак и тие се огромни бројки, меѓутоа кога ќе размислите дека треба и 33 сметководства, ние во моментот од тие 4 до 5000 вработени во овие клиники, веројатно повеќе од 1/3 се административци. Би требало да биде многу помал бројот, затоа што секоја клиника мора да има одреден број на позиција од сметководството како самостоен правен субјект кој што треба да ги... Ја знам во тој краток период кога бев директор, прво кога дојде ревизија да прават на работата, прво рекоа дека имам непополнето 7 позиции за сметководство, контер, монтер и не знам какви се сите тие правни процедури. Сега рачунајте на 15 кои што работат во сметководство, од вкупно 52, ако треба уште 7 да ги запослите во администрација, какви непотребни трошкови. Какво оптоварувањето на целиот систем? Какво оптоварување? Второ, околу набавката. Сосема друго е кога ќе се појавите на пазарот и ќе побарате за 4000 вработени било која ставка, од лекови до се. Ние први имавме проблеми со набавка за лекови, затоа што како мала клиника, мала е количината, ниједна веледрогерија не се нафаќа, и ако се нафаќа, секојаш цените се многу повисоки него која би се идело на голема количина. Меѓутоа, самото спојување на клиничкиот центар во едно нема да ги реши проблемите ако се продолжи со истата практика на вработување како што беше до сега. Затоа што да, ќе ве навратев на тоа, затоа што мислам дека тоа исто е многу клучно. Затоа што до сега, кога ќе се распишеше конкурс, и тие конкурси се распишуваа во петок, траја до понеделник или така во некој период, краток период, за што помалку луѓе да дознаат. Тие што требале да дознаат, веројатно, тие што требале од претходно. Однапред знаат дека ќе ги пројдат сите бариери на конкурсот, ги поминуваа, за жал. Како да дојдеме повторно до честни конкурси, каде што најдобрите ќе успеат? Во однос на клиниките, многу е едноставно, само нека дозволат стручните колегиуми да ги бираат вработените. Голем дел, скоро секаде во сите клиники, стручните колегиуми ги сочинуваат професорите, односно постарите лекари, тука се примариуси, професори, доценти и така натаму. Ние сите сме вклучени во настава. Значи, ние уште кога доаѓаат младиве колеги на факултет, веќе знаеме од кого ќе биде одличен доктор, од кого ќе биде добар доктор, кој се запишал поради тоа што родителите му се на медицина, кој се запишал поради тоа да се фали со белиот мантил. Така што дајте ни, дозволете ни, ние во секоја генерација кремот го знаеме. И верувајте дека голем дел од тие деца кои што после бегаат во странство, со задоволство би останале кога би биле избрани да останат во нашите институции. Меѓутоа, ние што правиме? Кидат на конгреси, доаѓаат, веруете, дел од нив доаѓаат и на дежурство што сакаат да научат и едноставно не може да им се пружи да се вработат кај што сакаат. Ние дури и предложивме во секоја генерација, зошто да не, 10 најдобри студенти по автоматизам да се вработуваат на клиниките, таму каде што има секако потреба, како што се рангирани по успех, да може така и да бираат. Одма рекоа да, меѓутоа непотизам. Добро, ќе тргнеме, нека не бидат во тие 10 професорски деца за да се тргне гранката, ова моментот на непотизам. Останатите 10 како што се по квалитет, зошто да не може по автоматизам да се примат и така секоја година има голем одлив. Од една страна ќе ги стимулираме самите,
студенти повеќе да учат, повеќе да се докажуваат, од друга страна ќе добиеме на вистина квалитет. Последното прашање ми е околу вашата битка. Вие споменавте дека не е проблемот само на токсикологија, но не сите клиники се гласни. И не сите стручни колегиуми се гласни во посочување на проблемите. Колку е важно вашата фела сама да го крене гласот за тоа што е проблем, за тоа што е гнило во системот и да се бори за поинаку? Тука има два проблеми. Првиот проблем е што и дел од таа веќе лекарска фела која што е во клиниките сама по себе е неквалитетна. Ние мора да си признаеме дека квалитетот и сеајот што го имаше клиничкиот центар пред 20 години и сега е тотално различен. Да, би било малку да Порано протестираат беше- против себе. Точно така. Порано беше престиж да се стигне до тука да се работи, беше чест и навистина имаше цел систем по кој што се бираше персонал. Сега веќе, за жал, голем дел од тие стари кадри дел се пензионирани, дел не издржаа под притисоциве што се вршат секојдневно во смисол на неквалитет и така натаму заминаа во приватно здравство, така што веќе е прашање колкава е и капацитетот на вработените сами да се изборат со оваа ситуација. Значи ќе мора малку и граѓанска помош да речем од аспект на апсолутно. медиуми, На невладини крајот и така на натаму. криштата, џабе е нашава борба е пред се за да добијат пациентиве квалитет. Ако моите родители оставиле здравствен систем кој што перфектно функционираше, треба и ја да обезбедам здравствен систем во кој што веројатно за некоја година ќе бидам и пациент, барем малку да е подобар од ово што е во моментот. Докторе, ви благодарам за разговорот. Ќе следиме како ќе се развиваат нештата. Ќе го следиме и новиот министер кој да е, па верувам дека за жал повторно ќе се видиме и ќе го реотвориме проблемот. Ако не демантираат, ќе биде добро. Јас искрено би сакал повторно да се сретнеме, меѓутоа конечно и да се пофалиме дека работиме. Нешто е променето. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.